Партиите бројат ситно на само неколку дена пред официјалното распишување на изборите, речиси во 2/3 од општините се знае кој со кого ќе се надпреварува во трката за градоначалници. Владеачката ВМРО ДПМН предничи со тоа што досега има објавено над 40 имиња за кандидати, додека СДСМ, како да има мака да најде соодветни личности, па работите таму одат поспоро. Но без разлика што изборите ќе се распишат за некој ден, конечните листи веројатно ќе бидат познати дури по 15 и 20 август, неофицијален рок што си го поставија партиите за да почекаат и да завршат летните одмори. Имаме уште неколку дилеми, во суштина сите се тие кандидати кои што ќе имат големи шанси, да не речам се победници на локалните избори, но имаме дилеми помеѓу неколкумина во одредени општини. Сега се сезона на годишни одбори, сакаме да направиме детална анализа и скенирање и во рамките на општината во која што ќе се кандидираат кај граѓаните, но и во рамките на партиската структура. Тие анкетирање и скенирање на состојбата ќе ги направиме таму некаде после 15 и 20 август, така да очекувате при крај на август да бидат комплетирани списоците. ВМРО ДПМН веќе ги објави своите кандидати за поголемите градови и општини, вклучувајќи го и Скопје. На повеќето места ќе одат со веќе проверени кадри, односно актуелните градоначалници. Отворени остануваат Центар и Куманово, кои ќе се договорат со партнерите од ЗНАМ. За разлика од Кајнев, во опозицијските редови работите одат поспоро. СДСМ досега има објавено своји кандидати за околу 30 на општини, меѓу кои и Скопје. Но доказ дека имаат проблем со изборот на кандидати е и пресвртот со познатиот архитект Мишко Ралев, кој од позицијата најпосакуван кандидат за СДСМ на Скопје сега е дел од тимот на популарниот Орце Ѓоргиевски и тие најавуваат дека конечните листи ќе ги објават по летните одмори. Подготвени сме за изборите и ќе излеземе со доста автентични имиња, истакнати членови на партијата. После 15 август ќе бидат објавени останатите кандидати. Во така наречениот албански политички блок работите се малку појасни. Таму за разлика од претходните избори, каде најнеизвестно беше во Тетово, сега очигледно најголемата битка ќе се води во Чаир, каде очи во очи ќе се спротивстават Изет Меджити и Бујар Османи. И друг министер влегува во трката, а тоа е министерот за социјална политика Фатмир Лимани, кој ќе се обиде да го освои кичево, додека се во кампања нивните функции ќе мируваат, односно, со министерствата ќе раководат замениците, всушност така и предвидува законот. Според мерењата на јавното мислење, владеачката ВМРО ДПМН ужива најмногу доверба кај граѓаните. 23,8% од испитаниците би гласале за ВМРО ДПМН, 5,1% за СДСМ. Христијан Мицкоски има најголема доверба кај граѓаните. Лидерот на ВМРО ДПМН и премиер е со рейтингот речиси над 27%. Председателот на најголемата опозицијска партија Венко Филипче има доверба од 4,7% од испитаниците. Од албанскиот политички блок пак највисок процент на доверба има лидерот на ДУИ Али Ахмети 6%. Председателите на партиите од коалицијата Вреди, Меджити и Касами имаат по речиси 2%, а Гаши 1%.